Добар ден, криптоентузијасти, само еден шорт апдейт пред да летаме дома. На барање на Горан Јанев од Кавадарци, значи поздрав до другарчето од Кавадарци. Зошто е толку битно? Затоа што гледам дека многу од вас не разбираат што уствари подразбирам кога кажам ќе се држам надвор од овој пазар моментално. Прво и најбитно да разбереме е дека моменталната ситуација од неколку аспекти е проблематична. Така, прво е економски, а второ е геополитички, и трето е самиот крипто сектор, односно тоа е самиот халвинг момент. Но пред да го направам тоа, само уште да напоменам, денеска од 5 часот ќе биде доставено видеото за Automated Market Makers. Би ви препорачам да го погледнете, затоа што таму објаснуваме како функционираат менувачниците, по-детално како функционираат децентрализираните менувачници, и верувам дека е доста битно за да разберете како едноставно функционира целиот овој пазар. На страна од тоа, значи како што кажавме краток апдейт за тоа што се случува на пазарот и зошто реков дека ќе се држам по настрана. Некој од вас тоа го разбра дека јас сега ќе продам целото портфолио, значи не иде ни по точка разно. Веднаш ви кажувам да знаете дека ништо од портфолиото не е продадено, ниту пак планирам да го продадам, значи да ви биде јасно. Што подразбирам по тоа, значи дека нема да правам нови инвестиции се додека не се смират некои, да речем, ситуации кои што моментално ги гледаме на пазарот. Прва и најбитна, значи кажавме имаме 3, меѓу кои првата е она која што видовме денеска, односно веднаш почнаа спекулации дека поради тоа што имавме неочекувано висока, тоест ниска стапка на невработеност, значи нели, многу од луѓето очекуваат дека ќе добиеме повисока, дека ќе добиеме, не знам, 4% и повеќе, како што кажеме во текот на вчерашното видео, погледнете го. Значи, од оваа стапка на невработеност зависи колку голем притисок има врз Федералната резерва за да ја смени политиката на рестрикции која што моментално има на пазар. Така, значи ако имаме поголема невработеност, тогаш веќе Федералната резерва има многу поголем притисок да мора да смени својата политика, односно да почне повторно со принтање, да почне со quantitative easing, нешто за што сме разговарале многу на нашиот канал. Погледнете го вчерашното видео каде што ќе ви биде подетално објаснето, а понатаму ќе следите дополнителни видеа, посебно тоа е околу 10 април кога ќе добиеме нови стапки за инфлација, каде што подетално ќе објасниме зошто е ова битно, но она што треба да го знаете моментално е дека веднаш се појавува шпекулации дека дури во септември ќе имаме прв рейт кат, што јас не верувам дека ќе се случи, затоа што кажавме дека претседателските избори се во полнек во текот на летото и доколку не превземат на време рейт кат, тогаш значи оваа мерка нема да има време да, така речено, направи разлика во секојдневните животи на американците за да практично гласаат за оваа влада која што моментално ги води. Така да затоа уште ќе напоменам, јас не очекувам дека ќе имаме рейт кат дури во септември, очекувам дека истите ќе бидат многу порано, но тоа е шпекулацијата и гледате како веднаш пазарот го направи тоа што кажавме вчера. Доколку добиеме помала невработеност од она што моментално го очекувавме над 4%, очигледно тоа ќе биде негативно за пазарот затоа што притисокот врз Федералната резерва се намалува. Значи, колку помал притисок, толку повеќе ќе го одложуваат почетокот на рейт кат, за кој што разговаравме во вчерашното видео. Тоа е првата работа. Значи дека се додека невработеноста е на низок левел или барем е под 4%, овој притисок ќе биде значително помал. Втората причина е моментално ситуацијата со ескалацијата на Блискиот Исток. Многу пати сме го работеле ова, погледнете ги видеата во нашиот дел на геополитика, значи имате посебна плейлиста, и погледнете зошто е тоа толку битно. Значи, во последната ескалација, пред само неколку дена, Израел се дрзна да нападне конзулат на Иран во Сирија. Тоа значи дека автоматски вие сте нападнале нечија земја, се разбираме? Значи, едно е кога вие бомбардирате некој рандом локации во пустината, наводно убивате, терористи, а друго е кога вие напаѓате суверена територија. Значи, сите оние кои што знаат барем основи на право, конзулат или амбасада представува суверена територија на земјата која што ја поседува оваа конзулат или амбасада. Се разбираме? Што значи дека во оваа ситуација со ваквиот напад и убиството на високо рангирани генерали во Кудс армијата на Иран, вие практично официјално започнувате војна. Се разбираме? Значи ова да не беше Иран, да беше било која друга земја, ваков удар веднаш ќе предизвика војна. Зошто е ова толку проблематично? Не е толку проблематично од типот на може би ќе има војна на Блискиот Исток, па сега како ќе паднат пазарите. Знаете и сами, значи сето ова е директно поврзано со една многу битна работа, а тоа е пазарот на гориво.
Значи уште еднаш ќе напоменам. Многу пати сме го објаснувале, погледнете ги видеата, посебно кога разговараме за Блискиот исток. Значи ги има доста во нашата плейлиста за геополитика и ќе видите дека сето ова е многу поврзано. Односно Иран е еден од најголемите производители на нафта во ОПЕК. Потенцијален конфликт. Зошто го велам? Значи не е ова затоа што мене ми текнало. После ударот Нетањаху во својата земја, ова е нели моменталниот претседател на Израел, се извинувам, побара веднаш да се воведе вонредна состојба, да се повикаат сите резервни трупи и дополнително да се отворат сите засолништа за потенцијално бомбардирање. Затоа што Израел поседува капацитети од кои што Иран поседува капацитети од кои што Израел не може да се одбрани дури со нивниот Iron Dome. Каде е овдека проблемот? Потенцијален удар на Израел после оваа ескалација може да направи отворена војна на Блискиот исток, каде што ќе мора да се замеша и Америка. И зошто е ова битно? Не заради тоа што ќе има војна, затоа што ќе се случи едноставно да се запре производството на Иран, а со тоа верувам дека и производството на Саудиска Арабија ќе биде опфатено, затоа што во овој регион еден проектил е доволен за да направи енормна штета на целата инфраструктура која што е вклучена во производството и транспортот на нафтени деривати во целиот овој регион. Така да ако нешто вакво се случи и дојде до ситуација каде што ескалира оваа ситуација помеѓу Израел и Иран, значи ние мораме да го земеме тоа во превид. Не значи дека ќе се случи. Мораме да го земеме во превид. Ако такво нешто се случи, автоматски веднаш ќе бидат афектирани пазарите од нафтени деривати. Зошто го велам тоа? Дури и да немат директно напад на инфраструктурата или да се намали производството, фактот дека овие две држави потенцијално се во војна ќе предизвика поголемиот дел од светот да почне да купува нафта како да нема утре. Затоа што вие купувате додека цената е се уште релативно ниска, во случај ова да ескалира и цената напоредно со тоа да се зголемува затоа што ќе се намали производството. Значи ако вие сте во отворена војна, вие мора да престанете да произведувате затоа што тоа ќе предизвика уште поголем колапс ако ви ги погодат овие стратешки објекти, така? Значи тоа е главна причина поради која што јас уште еднаш ќе напоменам. Ова нестабилност на пазарот едноставно не може да знаете како ќе се движи, така? Значи првата рековме дека е ситуацијата каде што не знаеме како понатаму ќе се однесува Федералната резерва, мораме да видиме во однос на инфлационите стапки и нивниот состанок на 30 април и 1 мај. Втората е, треба да видиме како ќе се одвива оваа ескалација, затоа што уште еднаш ќе напоменам, напад на конзуларно или амбасада на друга земја. До сега се случил само еднаш, каде Америка ја удри кинеската амбасада во Југославија за време на југословенското бомбардирање. За разлика од тоа, никогаш вакво нешто не се случило, само на Израел му е тоа дозволено и уште еднаш ќе напоменам, вакво нешто, ако се случи на било која држава, значи веднаш ќе произведе војна, значи крај. Веднаш влегувате во војна, ова е апсолутно објавување на војна. И третата причина која што гледаме дека моментално се случува е самиот халвинг. Значи, моменталната ситуација со халвингот е таква што гледаме дека дури институциите намалија и со продавање и со купување. Ако ги споредиме купувањето пред еден месец наназад, ќе заклучиме дека моментално имаме намален прилив, но и намален одлив. Значи моментално и GBTC многу помалку продава и институциите многу помалку купуваат за разлика од да речеме еден месец наназад. Зошто е тоа така? Верувам дека и они моментално чекаат да видат како ќе се одвива цената, односно како ќе се развива цената пред овој период, затоа што знаеме и сами 15 дена има до следниот халвинг. Што значи дека не можеме да бидеме сигурни во ништо, значи и покрај тоа што моментално гледаме дека има енормен интерес за биткоин, тоа не го менува фактот дека не можеме да знаеме дали цената ќе се движи во еден или во друг правец. Кога ќе ги собереме сите овие аргументи, и уште еднаш, зошто не би купувале толку многу институциите кога гледаме дека интерес на вистина има, а во овој период 15 дена пред халвингот одбиваат да купат. Значи гледаме дека се многу намалени приливите, така. Дури и одливите се намалени. Гледаме дека во последните неколку дена, значи GBTC продава по некои 70-80 милиони, така. Претходно продава и по 600 милиони на ден, така. За разлика од тоа гледаме и приливите не се толку големи како што претходно разговаравме во претходниот период еден месец наназад. Верувам дека институциите чекаат да видат што ќе се случи. Значи овие институции се најчесто предводени од искусни трговци, брокери и така натаму, кои што верувам дека ги гледаат истите чартови, истите претходни случувања на секој халвинг и така натаму. Значи дека многу од луѓето моментално не само во институциите, туку верувам дека и ритейл секторот моментално стои на страна и чека да види што ќе се случи. Се разбираме? Иако е без преседан моментот дека ние добивме нов all-time high уште пред халвингот, моменталната корекција
е, како што можеме да видиме, својствена за претходните 3 циклуси. Претходните 3 циклуси едноставно има ваков тип на корекција, уште еднаш ќе напоменам, или пред, или за време, или по самиот халвинг. Што значи дека не можеме да знаеме сигурно како ќе се одвива работата, дали ќе се придвижи надолу или нагору. Сега моментално единствено што би сакал, барем јас лично да направам, е да оставам пазарот да се движи како ќе се движи. Зошто го велам тоа? Ние лоцираме веќе 2, па скоро и 2,5 години наназад, така? Значи успеавме да лоцираме на најниските периоди во bear маркетот, значи дека моментално нас ни останува само да го проследиме овој момент, затоа што знаеме што ќе се случи после тоа. Знаеме дека откако ќе се намали дупло производството на биткоин, како што кажавме до сега, значи производството кое што до сега беше негде околу 900 биткоини на ден, сега ќе се намали на 450 биткоини и тоа во најдобрите денови, така? А и понатаму останува голема потребата за купување, посебно помеѓу институциите на биткоин, така? Што значи дека нас сигурно ни е фактот дека потребата е поголема од моменталната понуда, односно производството. Значи тука нема бегање, се разбираме. Знаеме дека со сигурност барем 5 или 6 пати сега е поголема во просек побарувачката за разлика од понудата. Тогаш нема да биде 5 или 6, ќе биде дупло, ќе биде 10 или 12 пати, затоа што вие ќе го намалите производството од досегашни 900 коини на некои 400-450 коини. Што значи дека ако досега се купувале во просек 5 до 6000 биткоини, изборуваме дури со одливот, пак во отприлика доаѓа до 5 до 6000 биткоини на ден. Значи дека ние дупло ќе биде, значи од досега ако е 5 до 6 пати, сега ќе биде 10 до 12 пати повеќе се купува отколку што се произведува. Значи дека самиот дисбаланс ќе си го донесе тоа што треба да го донесе и цената соодветно ќе реагира, само потребно е време тоа да се случи. И затоа уште еднаш ќе напоменам, овие 15 дена ќе ги оставам, ние направивме и повеќе од доволно, алоциравме и повеќе од доволно. Дали цената ќе се придвижи надолу или нагоре, едноставно нема да учествувам во овие шокови, затоа што верувам дека многу од луѓето пак од друга страна чекаат, ако цената се придвижи во еден правец или во друг правец, тоа да го искористат за ликвидирање на лонг или шорт позиции, така? Значи, ако погледнете на ликвидационите чартови, ќе видите дека моментално биткоин, посебно биткоин, нели, лонг позиции се ликвидираат барем 100 милиони секој ден. Барем 100 милиони секој ден во последните неколку дена, а и претходно. И тоа имаме денови кај што се ликвидира и по 500-600 милиони на ден. Значи дека многу луѓето и понатаму очекуваат дека цената ќе се придвижи нагоре и не се грешка. Но верувам дека треба да оставиме пазарот да олади и овој 15 дена период да помине. Има многу луѓе кои што се обидуваат да ги фатат оние кои што пред време сакаат пазарот да отиде нагоре и се додека има леверидж, ќе има и ситуации во кои што ќе има големи ликвидации како што моментално ги гледаме на пазарот. Така да пак ќе кажам, јас сум инвеститор, мене овие моменти не ме интересираат затоа што не го тргувам пазарот. Значи дека нас ни останува да ги поминеме овие 15 дена, да дојдеме до следниот халвинг, да направиме роденденски подкаст, да одговориме на вашите прашања, да се позанимаваме малку повеќе. Ако добиеме некоја енормно добра шанса од тип на ликвидација на пазарот или голем пат, нормално дека ќе ја искористиме, но сега за сега ова чопи движење нагоре-надоле, гледаме еден ден е 5% нагоре, еден ден 5% надоле, не гледам причина зошто би се едноставно оставете го пазарот, значи некогаш треба да направите мала пауза, посебно кога се наоѓаме на само 15 дена пред следниот халвинг. Така да уживајте во овие 15 дена, едноставно пуштете си го паметот на пасење, одморете, ако добиеме голема корекција, нормално дека ќе направиме купување, сигурно ќе ви известам за тоа, значи тоа е една од работите која што ги правиме постојано, но во главно очекувам дека овие 15 дена ќе бидат малку полабави. Сега, значи денеска се придвижуваме кон Македонија, имаме едно интересно изненадување за вас настрана од добротворната акција, за која што ќе дознаете, нели, на време, не се секирате, ќе бидете известени. Тоа е се што имам за денеска, а понатаму ќе ви известуваме со ваков тип на кратки видеа во однос на тоа што се случува на пазарот. Така да значи ќе запазиме доколку има нешто итно, со сигурност ќе направам кратко видео и ќе ви известам. Потенцијално може да имаме и некои подолги видеа, но се зависи од тоа како ќе имам време во Македонија, знаете и сами кога ќе се вратите дома не знаете што да направите попрво. Така да останете со нашиот канал, сигурно ќе добивате вакви шорт апдејти и нормално се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.